Добро вечер, почитувани гледачи, вести на програмата на КТВ. Председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски денеска ги закажа председателските избори за 13 април. Председателските избори ќе се одржат на 13 април. Ова денеска го истакна председателот на Собранието на Република Македонија Трајко Велјановски по потпишувањето на решението за распишување избор на председател на Република Македонија. Имајќи предвид, посочи Велјановски, дека на 20 април е големиот христијански празник Воскресение Христово, почитувајќи ги чувствата на сите верници од христијанска вероисповед и водејќи сметка тогаш да не биде ниту првиот ниту вториот круг, одлучив изборот за председател на Република Македонија да биде на 13 април 2014 година. Решението за распишување на изборот ќе биде доставено до Државната изборна комисија како орган за спроведување на изборите, како и до Министерствата за надворешни работи и за правда, рече Велјановски. Уставната одредба посочи, предвидува дека изборот за председател на Република Македонија се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот председател. Изрази задоволство од донесувањето на измените на изборниот законник, усогласени и од власта и од опозицијата. Одговарајќи на новинарско прашање, рече дека како председател на Собранието може да распише парламентарни избори доколку Собранието како институција донесе одлука за самораспуштање. Во Свети Николе денеска се постави камен темелник за изградба на холандска фабрика во Свети Николе, во која ќе се вработат 400 лица. Во индустријската зона Овчеполе во близина на Свети Николе денеска е поставен камен темелник на нова фабрика за печурки, холандска странска инвестиција, на која присуствуваа премиерот Никола Груевски, градоначалникот на Свети Николе Зоран Тасев и инвеститорот ИД Балкан Доел Тетово Теодорус Ван Кампен. Во новата фабрика во првата фаза од инвестицијата планирано е да се вложат околу 3,5 милиони евра, додека за 5 години севкупната инвестиција се проценува на 25 милиони евра. Најважно е, нагласи премиерот Груевски, што ќе бидат отворени нови работни места и тоа според најавите. Во почетокот на фабриката ќе се вработат околу 30 луѓе, а за неколку години бројката на нови вработувања треба да достигне до 450. Тоа според премиерот ќе го заживее регионот и ќе донесе придобивки како за нововработените и за нивните семејства, така и за другите македонски компании кои би соработувале со новата фабрика. Груевски истакна дека владата и во иднина заедно со општина Свети Николе и со сите други општини ќе работи да овозможи што подобра бизнис клима во земјава, како и поатрактивни можности за инвестирање и комуникација со веќе постоечки фирми. Премиерот најави дека наскоро ќе почне и изградбата на автопатот Скопје Свети Николе Штип. Изградбата на овој автопат подвлече ќе биде од големо значење за бизнисот, но и за странските инвеститори во нивните размислувања каде во Македонија да ги лоцираат своите фабрики. Според премиерот Груевски, овој автопат на Свети Николе ќе му овозможи одлична поврзаност, релативно кратка релација кон главниот град Скопје, голема близина до аеродромот Александар Велики и севкупно, нагласи, одлична позиционираност да биде домаќин на многу други странски компании. Брзиот развој на автомобилската индустрија го зголеми интересот кај странските компании за отварање производствени погони во Македонија. Министерот за привлекување странски инвестиции Веле Самак смета дека причина за интересот за Македонија се и поволната бизнис клима, како и стручната работна рака. Последната инвестиција од овој сектор пристигнува во Велес, германски маркат, отвара погон за електронски автомобилски делови за повеќе познати типови. Брзиот раст на автомобилската индустрија, поволните бизнис услови и продуктивна работна рака. Ова се главните причини поради кои е зголемен интересот кај автомобилските компании за инвестирање во Македонија. Министерот за привлекување странски инвестиции Веле Самак смета дека автомобилската индустрија е во постојана потрага по земји во кои ќе смести дел од производствените погони. Индустрија е постојано под притисок, значи е регионална индустрија, тука не може да селите фабрика во Кина или во друг дел на светот, мора да биде во Европа. Се барат постојано локации кои се со конкурентни услови, каде што има продуктивна работна рака, а исто така има ситуација кога одредени автомобилски производители растат многу побрзо од други автомобилски производители во Европа, претежно тоа го гледаме со германските автомобилски производители, и тие засебно повлекуваат нивните добавувачи да градат нови капацитети.
Според министерот, самак државата не е ориентирана во пронаоѓање само на автомобилски компании, додава дека постојано се преговара со различни инвеститори. Сепак најголем интерес за отворање фабрики во Македонија пројавуваат фирми кои произведуваат опрема за автомобили. Во овој момент мислам дека може да има многу повеќе странски инвестиции и ние не пребираме на некој начин во која или каде, меѓутоа одиме реално онаму каде што имаме и најголем потенцијал и можност за успех, а постојано имаме дискусии со фирми од различни други сектори. Инаку наскоро и Велес ќе се вброи меѓу градовите во кои ќе се произведуваат автомобилски делови. Во март треба да почне изградбата на германски Маркарт. Во фабриката ќе се сместат погони за изработка на електронски клучеви, контролни табли за управувачи, централни конзоли за врати и прозорци. Според најавите на инвеститорот, тука е предвидено да се вработат 500 луѓе. Нова детска градинка во Кавадарци ќе се гради, потврди синоќа во емисијата ТВ Објектив градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Активностите во таа насока се започнати бидејќи на градот му недостига градинка. Побарано од моја страна подбитно да се достави проектот кој што веќе 2 години го имаме изготвено со стручните служби во општина Кавадарци. Дилемата беше дали да трошиме повеќе пари за изградба на тврда градба или да поминеме со монтажна детска градинка. Сугестија, еве искрено на вице-премиерот беше да градиме тврда градба, кој што значи вековиште. И во тој контекст ја спомнав улогата на вице-премиерот, кој што пред една година не собра сите градоначалници и ни кажа дека преговараат со Светска банка да се добијат квалитетни пари, кредитни пари за изградба, за реконструкција на постоечки градинки. Јас и уште неколку градоначалници тогаш реагиравме дека ние самите си ги реконструираме градинките и ние не бараме пари од Светска банка за реконструкција, нам ни треба изградба на нова детска градинка. Значи уште пред Дрекселмајер ние имавме потреба од детска градинка, а оваа потреба веќе се бетонира кога дојде Дрекселмајер и тогаш опочна на некој начин борбата на вице-премиерот со одговорните во Светска банка во Република Македонија за проширување на намената на овие пари. Пред Нова година, декември месец, мислам дека дојде до мене информацијата дека Светска банка се согласила дека овие квалитетни финансиски средства можат да се користат за изградба на нова детска градинка и веќе се создадени условите за реализација на овој проект. Јас денови веќе го доставам овој проект до Министерството за финансии, кај госпожа Малгоржата Богова, која што е одговорна за комуникација со Светска банка и која што ни помага во овој процес. И се надевам дека во наредните неколку месеци тоа ќе биде одобрено од Светска банка, со што, например, би очекувал некаде по завршување на изборите, секако дека нема да дадат да се гради тоа за време на избори, а некаде мај, јуни, јули месец да почнеме не само со новата градинка, туку и со реализација на овие 40 милиона денари кои што ги претходно ги усвоивме како совет, ако ќе треба повторна одлука, за реконструкција и доградба на кровови и доградба на училници и кабинети во останатите воспитно-образовни институции и со тоа на некој начин да завршиме еден циклус од 10 воспитно-образовни институции, од 4+1 градинка, плюс онаа малата во Ваташа, кои што се или новоградба или се комплетно реконструирани. Советот на општина Росоман на вчерашната седница ги усвои предлог одлуките на комисиите за урбанизам и мандатни прашања. Намалена е цената за уредување на градежното земјиште. Советот на општина Росоман вчера ја одржа 13-тата редовна седница. Советниците по неколку часа дискусија ги усвоија предлог одлуките на комисиите за урбанизам и мандатни прашања. Советникот Јован Чејошев во улога на председател на комисијата за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина и природата ги изнесе одлуките на комисијата и им предложи на советниците да ги усвојат. Без дискусија едногласно, Советот ја усвои одлуката за комунален
ред и мерките за неизино спроведување. Програмата за уредување на градежното земјиште на Говорница испровоцира повеќе советници, но по предлогот на председателот на Советот Маријан Чопенчев да се намали надоместокот за уредување на градежниот простор со предлог цени за стамбен простор со износ од 500 денари, а за деловен 1000 денари. На ова дел од советниците дискутираа во позитивна насока, но останатите беа против со образложение дека и досегашната цена е прифатлива од причина што Росоман е општина од разбиен тип и со немногу градби. Во дискусијата се вклучи и градоначалникот Стојан Челазов, кој потенцираше дека моменталната цена за надоместокот е сосема реална од причина што за уредување на градежниот простор потребни се финансии кои наменски се користат за комплетно уредување, канализационен приклучок и секако улица до самиот простор. Иако дискусиите има различни правци, на крај сепак советниците го усвоија едногласно предлогот. Едногласно, но повторно по неколку дискусии усвоени на вчерашната седница беа одлуките за изградба, реконструкција и заштита на локалните патишта, одлуката за одржување на истите во зимски услови, како и програмата за изработка на урбанистички план. Со 9 гласа за се усвои годишниот план за енергетска ефикасност, но со препораки до надлежните служби на општината да се интервенира на терен и да бидат казнети сите диви приклучоци. Едногласно и без дискусии, Советот на општина Росоман даде подршка за локален урбанистички план за местото викано Чернец-Сирково, Гробишта Росоман и Провалија Исто Росоман. Усвоени беа и поднесените барања, а по извештајот на комисијата за мандатни прашања, избори и именувања говореше председателот на истата советничката Јулијана Трикич. Со 2 гласа против и 7 за, членовите на управниот одбор на водната заедница Росоманско поле како представници на локалната беа избрани Зоран Ристов од Цирково и Серјоже Симоновиќ од Росоман. Едногласно за членови на одборот за контрола на водната заедница Росоманско поле како представници на локалната беа избрани Живорат Джелов од Росоман и Никола Неделковски од Цирково. На вчерашната седница советниците со едногласна одлука го формираа и Советот за јавно здравје во општина Росоман. За негови членови ги избраа доктор Трајче Ризов, Ленче Трајкова, доктор Сашко Димов, Ана Тодорова и Марионка Печевска. Во дополнителната точка од дневниот ред советниците го разгледаа барањето за разрешување на ВД директорот на детската градинка Праскичка, кое самоиницијативно го поднесе Андријана Ѓоргова, пошто на нејзино место едногласно беше именувана Радмила Делова. Лозарите кои немаат земено пари и по неколку години од неколку винарски визби се организираат заедно да ја остварат правдата и да дојдат до своите пари. По повикот од заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски и другите представници на владата кои деновиве беа на трибина во Кавадарци, а пота и од регионалниот сојуз на лозари Агротеквеши од Кавадарци, лозарите кои побаруваат пари за грозје продадено во некој од домашните винарски визби, а по долго време немаат добиено пари за продадениот род, се организираат заеднички да ги побарат своите права и да дојдат конечно до финансиските средства кои реално ги заслужуваат за своите мака и пот. Оптимизам им влева најавата дека ќе добијат своите очекувани пари, зашто како што велат, тие се богаташи на хартија бидејќи очекуваат поголеми финансиски средства, а сиромаси според тоа дека џебовите им се празни. Се надеваат дека на нивните трансакцијски сметки конечно ќе легнат парите од грозјето. Од денеска тутун ќе се откупува и за време на викендите. Во насока на интензивирање на откупот на тутунот, согласно разговорите кои во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одвиваа оваа седница со сите компании кои вршат откуп на тутун, согласно Законот за тутун и тутунски производи, од денеска откуп на тутун ќе се реализира и за време на викендите. Станува збор за барање од страна на тутунопроизводителите, кое преку Министерството за земјоделство беше препорачено на откупувачите и беше прифатено. Со оваа мерка се очекува интензивирање и порано завршување на откупот на тутун. Досега се откупени околу 18 милиони килограми тутун. Од Министерството информираа дека и во наредните денови будно ќе се следи состојбата со откупот, апелирајќи до откупувачите за реална проценка на тутунот согласно законските правила и утврдените мостри.
Од оваа година со субвенции ќе се подржи и заштити одгледувањето на македонскиот овчарски пес шарпланинец. Со субвенции од оваа година ќе се заштити и ќе се подржи одгледувањето на македонскиот овчарски пес шарпланинец. Секој земјоделец, фармер кој одгледува минимум 50 овци и кози и е собственик на педигрирани кучиња од расата шарпланинец, ќе добива државна подршка од 2500 денари по куче, кое не е помало од 6 месеци. Со ова од 2014 година почнува заштитата од намалување на автохтоните раси на домашниот добиток. Освен за шарпланинецот, дополнителни субвенции ќе има и за овците, праменки, говедата буша. Покрај тоа, за добивање на државните пари, фармите ќе мора да исполнуваат одредени услови поврзани со заштита на животната средина, задолжителна хемиска анализа на почвата, правилна употреба на џубливата и хемиските средства и сертифициран семенски и саден материјал. Корисниците на субвенции за одгледување стопанско корисно автохтоно овчарско куче шарпланинец се земјоделски стопанства кои одгледуваат овци и кози кои поседуваат минимум 50 грла овци или кози евидентирани во регистарот на овци и кози и се сопственици на педигрирани кучиња од расата шарпланинец на кои е извршена идентификација со микрочип на денот на поднесување на барањето, објаснуваат од Министерството за земјоделство. Според критериумите, максимален број е 7 пријавени кучиња по фарма, а висината на директните плаќања изнесува 2500 денари по куче, кој е на возраст над 6 месеци на 31. октомври 2014 година. За да добијат субвенции, фармерите ќе треба да имаат доказ за педигре издаден од Кинолошкиот сојуз на Македонија. Во Законот за сточарство покрај другите видови и раси автохтон добиток во Македонија кои се одредени да се под посебен режим на заштита како автохтона раса и македонската гордост кучето шарпланинец. Во согласно со ратификуваните меѓународни договори, Македонија има обврска преку разни мерки и активности да ги заштити автохтоните видови и раси на животни, велот од Министерството за земјоделство. Оттаму потенцираат дека со оваа мерка ќе се поддржат фармерите кои чуваат овци и кози и кои како заштита за своите стада од волци и мечки одгледуваат овчарски кучиња од расата шарпланинец. Покрај заштитата од волци и мечки, со мерката се има за цел педигрирање и микрочипување на изворните шарпланинци, кучињата кои се постојано со стадата овци и козија досега од најразлични причини се немаат педигрирано. При нашата посета на Егејска Македонија го посетивме и живеалиштето на заштитени мечки кои се одземаат од циркуси, од малтретирање и им се овозможува нов живот. Мечките се дел од природата и нивното место е во природата, а не да играат, да и да служат за забава на луѓето, да бидат изгладнувани и малтретирани. Ова е пораката од шумското царство на мечките на планината Баба во Егејска Македонија. Тоа е изградено пред неколку години со европски пари, благодарение на градоначалникот на Солун Јанис Бутарис, чие семејно потекло е од Крушево. Арктурос е центар за животна средина, институција основана за зачувување на природната средина. Овде се згрижуваат мечките на кои некои лоши луѓе се обидуваат да им бидат газди и ги изгладнуваат, за да ги принудат да играат и да ги забавуваат луѓето. Им нудиме доми на мечките што биле измачувани во циркуси, каде што исто така служеле за забава, вели водичот низ Арктурос Еленор Понтики. Во светилиштето за злоупотребени мечки во прекрасна природа на површина од 50 на хектари се сместени 9 кафеави мечки, донесени од разни краишта на Европа, од кои 2 претходно биле во зоолошки градини. Десетата е црна по боја, таа не е американка, извадена од циркус. Многу тежок живот имала пред да дојде тука. Една од овие мечки се вика Миса. Нив не можете да ги пуштите сами во дивината без помош на луѓето, бидејќи голем дел од животот поминале надвор од таа дивина, па сега тешко ќе се снајдат. Во сосема природни услови можат да достигнат старост до 25 години. Во овие услови, кои исто така се природни, можат да живеат до 35 години. Но можеме да се пофалиме дека до неодамна овде живееше и 50 годишен
успешна мечка, која беше најстарата во Европа, а може би и во светот, но за жал почина, објаснува Понтики. Целта на подигнувањето вакво живеалиште е да се заштитат загрозените мечки низ светот, да нема тортура врз нив, да живеат мирен живот далеку од дајрето и стапот или циркуските светла. Тишина го обвива местото низ кое пропешачивме неколку километри по убаво уредена шумска патека за туристи. Тоа нуди некое чудно спокојство и покрај фактот што во близина ни беа 10 мечки. Можеше да се забележи како обезбедувањето го обиколува теренот, проверувајќи дали е секако што треба. Се интересиравме дали некогаш се случил инцидент, а одговорот беше негативен. Само полека, немој да вревите и оти така ќе ги сплашите животните, па нема да имате можност да ги видите. Внимателно и со апаратите, немојте да користите блиц кога фотографирате, гласеа советите кажани Тивко. И на вистина, бидејќи не правевме врева, како награда добивме можност да видиме како мечките спокојно шетаат во своето царство. Една се препелкаше награб со кренати нозе, друга пиеше вода, трета мирно помина како да позира пред нашиот фотоапарат. Таму дознавме дека градоначалникот Бутари си ја формирал оваа непрофитна организација за заштита на мечките, а бил и нејзин прв председател. Финансирањето на овој резерват е од картите на посетителите. Местото е затворено за гости од јануари до март, кога мечките спијат. Пред да стигнете до шумското царство на мечките, имате можност да уживате и во прекрасното камено царство на селото Аетос. Секоја од куќите е созидана од камени плочи, а со камени плочи се поплочени улиците по кои се движите. Местото нуди неповторлив мир и уживање. Интересот за престој во камените објекти е голем. Еве ја изјавата на пензионираниот професор Томе Лисичанец, инаку познат екологист, токму за ова живеалиште на мечките во Егејска Македонија. Може да се случи во нашиот терен да се појават мечки со радиостаници на вратот, затоа што нашата планина, нашиот масив Кожух, понатаму и Козјак, во продолжение се спојува со Кајмакчалан и со Баба планина. А на Баба планина, над Лерин, на територија на Грција, има една база за мечки, во која што ги собираат и питомите мечки од мечкари и од зоолошки градини, ги обучуваат во дивата природа сами да се снаоѓаат, да обстануваат и така обучени им ставаат радиостаници на вратот и ги пуштаат во природата и го пратат нивниот живот. Утре ќе биде претежно облачно и ветровито со температура од 3 до 8 степени. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.